Беше тоа на 25. јануари 1852 година, кога во Кратово е роден Ефрем Цветков Каранов, собираш на македонски народни умотворби. Тој, заедно со Ѓорѓија Пулевски, Согиновски, Абаџиев, Икономов и други, се појави како значаен популаризатор на македонското народно поетско творештво. Тој е основач и председател на Македонското емигрантско друштво во Кјустендил. Умре во Кјустендил на 6 декември 1927 година. На 25. јануари 1953 година е роден Методи Манев, македонски писател. Има работено како професор по македонски јазик и литература во Пробиштип и Свети Николе. Бил носител на повеќе јавни функции, а 15 години бил директор во Домот на културата во Свети Николе. Членувал во Друштвото на писателите на Македонија и председателството на Друштвото на писателите. Автор е на 25 монографски трудови од областа на книжевноста, книжевна критика и наука, а бил коавтор на 4 монографски трудови. Има објавено над 100 статии од областа на книжевната наука, критика и општествена мисла. Освен со книжевна, се занимавал и со филмска дејност. Неговите алтернативни филмови биле добитници на повеќе државни и меѓународни награди, а повремено се занимавал и со театарска режија. Забележително е и неговото публицистичко и новинарско творештво. Беше тоа на 25. јануари 1954 година, кога во Скопје, во издание на Институтот за македонски јазик, излезе првиот број на списанието Литературен збор, орган на Друштвото за македонски јазик и литература. На 25. јануари 1961 година во Скопје умре Сотир Ставридис, македонски хирург и уролог, прв асистент на хируршката клиника во Скопје, основана во 1947 година, а подоцна нејзин долгогодишен директор. Тој е основач и раководител на уролошкото одделение на хируршката клиника. Во својот творечки живот објави повеќе од 20 стручни трудови од областа на хирургијата и урологијата. Беше тоа на 25. јануари 1981 година, кога во Прилеп е роден Тоше Проески. Музичката кариера ја започна со настапот на Мелфест во 1997 година. Патот кон звездите му ги отворија песните "Пушти ме" и "Остани до крај". Тој беше представник на Република Македонија за песна на Евровизијата во 2004 година во Истанбул, Турција и го освои 14-тото место. Во 2004 година Проески беше именуван за регионален амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ. Последниот концерт во Македонија го одржа на 5 октомври на градскиот стадион во Скопје. Концертот беше хуманитарен и наменет за обнова на основните училишта во земјава. Поскумно, владата на Република Македонија го прогласи за заслужен граѓанин на државата. Тоше Проески загина на 16 октомври 2007 година во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка во Хрватска. На 25. јануари 1991 година Македонското собрание ја усвоива Декларацијата за сувереност на Социјалистичка Република Македонија. Беше тоа на 25. јануари 1996 година, кога Република Македонија и Белизе воспоставиле дипломатски односи. На 25. јануари 2006 година почина Марија Мирчов Скаловска, позната македонска оперска и концертна пејачка. Музичко образование завршува во Средното музичко училиште во Нови Сад, а потоа приватно се усовршува кај професор Злата Ѓуѓенец во Белград. Дебитира со улогата на Микела во Кармен во 1950 година. На сцената на Македонскиот народен театар доаѓа на покана како солист на Новосадската опера. Таа е пејачка со високи квалитети, чија музикалност со топла и сценска непосредност набрзо се вклопува во ансамблот како еден од неговите клучни протагонисти. На 25. јануари секоја година се одбележува Светскиот ден на медицинските сестри, кои се специјализирани исклучиво за давање инфузија, кои скоро без грешка и со неверојатна техника го извршуваат овој многу чувствителен процес на поставување на инфузија.